Нови специјални возила за одржување на јавна хигиена ќе се набават за општините Штип и Чешиново Облешево преку Центарот за развој на Источноплански регион. Станува збор за возила со кои ќе се олесни работата на јавните претпријатија. Дополнително потпишан е договор за изработка на визибилити студија за ски центар на Царев врв, со што се очекува ова да биде еден од најголемите 5 ски центри во регионот. Наредниот период Центарот за развој на Источен плански регион ќе работи на повеќе проекти, од кои што еве така побитни се склучувањето на договорот со Бирото за регионален развој за набавка на две специјални возила во општина Штип и во општина Чешиново Облечево. Возилата се за одржување на јавна хигиена. Целта на набавката на овие возила е подобрување на комуналната хигиена и олеснување на јавните предпријатија со справување, односно со чистењето на сметот. Вториот проект, односно договорот кој што го потпиша Центарот за развој на Источен плански период е ажурирањето на визибилити студијата за ски центарот Царев врв, кој што опфаќа 2 региона и 5 општини. Обезбедени се преку програмата за рурален развој 9 милиони денари, со кој што ќе се распише повик за ажурирање на визибилити студија. Преку Источноплански регион обезбедени се средства за набавка и на смарт табли, садови за селекција на отпад во 10 општини, односно опфатени се повеќе училишта во руралните средини. Третата работа која што сакам да објавам е исто така потпишување на уште еден договор со Бирото за регионален развој, средства обезбедени преку Министерството за локална самоуправа, преку повикот за места со специфичен развој, односно со овој договор е предвидено, односно Центарот за развој на Источен плански регион издействува 2,5 милиони денари за набавка на смарт табли и садови за селекција на отпад во 10 општини во регионот и во вкупно 38 подрачни училишта во рурални средини. Целта наша со овој проект е подобра интерактивна настава на учениците во местата од руралните средини и подобри услови за интеракција и на професорите и на учениците. Како што посочи Здравков, се работи на реализација на проекти во сите општини од регионот со цел подобрување на условите за живот.